Странските зборови и нивната секојдневна употреба кај новите генерации е еден од многуте предизвици со кои се соочува македонскиот јазик и македонистиката денес. Се почестата употреба на странски зборови влие и на структурата на јазикот. Затоа мора да се подигне свеста во наставниот процес, во медиумите, но и кај сите институции кои имаат одговорност во овој сегмент, вели Јованова Грујовска. Желбата на младите, модата ќе речам, да зборуваат на еден од светските јазици. Тоа го гледаме дури и во комуникација меѓусебна, за жал, но исто така го гледаме и кога разговараат со родителите, иако зборуваат на македонски јазик, употребуваат премногу странска лексика. Додека е на лексичко ниво, ќе речеме дека може да биде минлива категорија, минлив процес. Меѓутоа, навлегувањето во рамките на граматичкиот систем е веќе голем проблем. Денес, во време на дигитална комуникација и глобализација, македонскиот јазик се соочува со нови предизвици. Туги зборови, англицизми, кратенки и поедноставен израз. Но токму сега, повеќе од било кога, наша должност е да го чуваме и унапредуваме јазикот. Не со затворање во минатото, туку со мудро прифаќање на новото, притоа зачувувајќи ја јазичната суштина и посебност. Грижата за јазикот и денес во дигиталната ера станува уште поголема. Ние сме генерацијата која треба да го внесе македонскиот јазик во светот на големите дигитални корпуси, во неговата автоматска обработка, во машинското учење, семантичките анализи, дигиталните архиви, јазичните платформи, терминолошките бази и алгоритамската разменливост. Ние сме една од ретките земји кои што немаме електронски корпус на македонскиот јазик. Еве сега во зачеток е изработка на етимолошки речник на македонскиот јазик. Немаме подновена граматика на македонскиот јазик. Со одбележување на повеќе значени јубилеи и промоција на најновите изданија на Институтот започнаа 10-тите отворени денови на Институтот за македонски јазик. Во рамките на отворените денови на Институтот за македонски јазик ќе се одржи меѓународна научна конференција на тема македонскиот јазик извор на научни истражувања со повеќе домашни и странски учесници.